Dobar dan, моето име е Оливера. Стартува најновото издание на најхуманата емисија Новија простори Срце на дланка. Време е и денес да покажеме хуманоста на дела. Доколку живеете тешко, имате тешка животна приказна, ве замолувам да се пријавите на 075 304 405 или пак на социјалните мрежи на Facebook, Instagram и Twitter. Исто така не заборавајте да го заследите и нашиот YouTube канал Срце на дланка, на која што премиерно може да ги следите сите најави и истории на семејствата кои што ги емитуваме во емисијата. Се вели дека не треба да се секираме за тоа како народот ќе не памети нас. Треба да се секираме и да се фокусираме на тоа што ние и како ние ќе го паметиме сопствениот живот. Токму тоа беше причината што денес две семејства одлучија да го стават своето срце на дланка. Денес уште една тажна животна сторија. Денес ќе ви презентираме уште едно семејство кое живее во многу тешки услови. Денес ќе одиме кај драги Филеп од Свети Николе, кој што има убави визии и убави соништа за животот, но за жал картите му биле лошо поделени. Тој живее со болен син, болна ќерка и за жал болна супруга од неодамна. Затоа одлучи да го стави срцето на дланка бидејќи веќе не знае кој крај да го фати. Драги Фимков е 60 годишен човек кој доживеал многу разочарувања во животот. Иако потекнува од село Ќоселери, сепак последните 20 години живее во социјална барака во Свети Николе. Не затоа што сакал да ја напушти земјата од татка си, туку затоа што тој станал татко на две деца со посебни потреби, па со сопругата сметале дека подобри услови за социјализација и развој на децата ќе имаат ако се спуштат во градот. Никогаш не се пожалил на Бога што имал таква среќа, но никако не може ни да се помири со фактот што пред 10 години останува без работа и оттогаш наваму место тој да биде поддршка за нивните деца, семејството се прехранува од минималната плата на 30 годишниот син Ѓорги. Тоа им е единствениот приход дома, а расходите се огромни. Повеќе од 5000 денари даваат само за лекови. На сета несреќа и сопругата запаѓа во постела и Драги е врзан 24 часа дома. Не смее да ја остави ниту половина час сама, зашто не е способна ни до тоалет да отиде. Со 3 болни члена дома, Драги нема никаква основа за среќа и сите пари на светот да ги има, тој утрешната среќа нема да може да ја купи, зашто здравјето ниту со пари не може да се осигура. Го боли фактот што никој не прашал како е и како го минува денот и да има можност кнедлата во грло да ја преточи во солзи, овој човек би плачел 3 дни и 3 ноќи без престан. Сепак најмногу боли неизвестноста, зашто не знае кому овие деца ќе ги остави со вакво нестабилно здравје и иднина. Денес сме во Свети Николе. Драги Фимков не повика, бидејќи има тешка мака, болна сопруга, две деца со посебни потреби и тежок живот. Сиромаштијата од сите страни го напаѓа и затоа сака да ја сподели својата приказна со јавноста. Добар ви ден, Оливера. Здраво. Јас сум Оливера од Срце на дланка. Се пријавивте во нашата емисија, очигледно имате голем проблем. Да. Што ви е, драги? Што ви се случува? Кога би знаел, сами ви кажем. Тоа што ни најмалку не го очекува. Тоа се случи. Што? Па од почеток со деца се посебни потреби. Немавте среќа со децата, со нивното раѓање, ви започнува една нова етапа, но и... Па породија се беше во ред, викат не е проблем, нема ништо. Па после деме. Тоа ќе ви го одбележи сиот живот понатак. Море одбележан беше премногу. Останувате и без работа? Баш. Ова е ваша куќа или? Ова е социјална? Па да, уште поддржавате се gore. Со колку средства живеете месечно? Имате ли примања? Социјална помош? Ништо не си. Девојчите што има некој. Па како го поминувате месецот? После на девојчета, парите од жената негативно. Може би тоа ви е најголемата болка што сте дозволиле на оваа возраст децата да ве ранат. Јас сега уште ако не поминувам, ама тоа никој не разбира. Вика, вие си ги порасваме, а сега они вика за вас. Како вика, муците деца ќе останат без пари? Како ќе обстанат? Да, тоа се деца со посебни потреби. Ова ли ви е домот? Да.
Каде е сопругата? И таа е болна? Натре. Тука? Овде. Добар ден. Evo 6 mjeseci u krevetu. Ste potrebe, nije važno bilo. Целиот терет е на вас. Сега ве разбирам зашто се пријавивте. Нечистење, иметење и ручек, прање. Све. Драги Фимков имал сила и желба да постигне многу. Во неговото родно Кјоселери минува 40 години работејќи земја и садејќи тутун и лубеници. Пред 30 години му се раѓа првото дете со посебни потреби, а за жал и второто во уште полоша состојба. Затоа тие го напуштаат селото и одат во градот во социјална барака, само за децата да имаат подобри услови за развој. И до пред 10 години течел животот на ова семејство, се додека еден ден и здравјето на сопругата не попушти, па сите тројца ќе паднат на рацете на Драги. За жал во тој период, најлошиот за Драги, тој бил избркан и од работа. У село Киселери. Таму сум бил, во 2000 година, таму бе. Последниве 22 години дојдовте во градов. Дојдовме градов, имаше област за баракче, знаеш. И тоа најбише заради децата. Така, таму се оженивте со сопругата во селото додека бевте. Да. Таму ви се родија и двете деца? Да. Едното Штип, едното Мерс. И Таму живеевме до 2000 година. Сам се обвинувам, мама. зашто се обвинуваш? Аз. Знаете, кога нешто го размислите дека мислите дека може да го направите. А ние стварно сме немале, не дека сме мале. Татко ми имал 7-8 хектара земја за дечка или за шо земја даде. Работили сме ниви туѓе да заработи за да се остане. После тоа ние со брат ми покојен, жените. Па нешто успеам околу 2,5 хектара земја да земе. И сега си викам, зашто работиме? Шо тоа постигнам? Само болест. И овие последни 6 месеци Е сосема залегната. сосем. Работевте? Бевте во работен однос, каде работевте? 4 години ги возам. Што работевте? Обичен работа, физички. Но колку години сте без работа? Од 2010. Од 2010? Да. Но што е проблемот за вашата сопруга? Трече овак, самото себе почна да криве. Викам, ајде одеме на лекар, ајде одеме на лекар. Она едва некако се реши, отидовме, се правихме магнетно. Што констатира? Констатира дека има парализиран нерв на Нервниот стол? Да. И дека тоа е, вика, ризична операција за да се оперира. И никој не се напаќаше, вика, тоа е, вика, 50-50, дали ќе биде или нема да. Пред тоа вашата сопруга работеше, беше активна? Да? Поработевме, тутун садевме со Бостон. Кога и се влошува состојбата? Пред 6 години беше почнал да се подпира така под идола, со едната ногата ја влече, другата полека како така, знаеш, дојде. И да дојде науката или сестра ми.
Кај ќе дигне и она негде 70 кило може, тешка. А она не може да мрне. Значи се врати. Вие ја носите во тоалет? Па да ви кажам, на стол ќе направи така со маш примитивен начин, За сопругот? Да. Па немаш и да дојдам до тука до дека количката не можете да влезе на тоа. Попатилото е мало, тесно. Се е урака, се што треба да се ева. Денеска се случува некој пат 10-20 пати да ја дигнам, да ќе падне, да ја дигнам, да стане. Тоа значи дека вие сте сега и домакинка и маж Све сум. и се грижите околу децата. А нема никој друг. Што правите во еден ден? Како го одржувате семејството? Па мора да мислиш прво на доручек, ручек, да се очисте, да се садови за ми. Ако има лично за прање да се испера. Жена ви сака да работи, но не може тоа да го работи. Не може ни секој да се направи. Но се влече, велите. Да. Ама тоа беше кога се кога беше тоа она не го разбира тоа што го прави. И утре ден кога ќе ја прашам, ја не сум била. Тогаш не се сеќава на ништо. Домашните работи, рековте, вие ги обавувате во домот? Да, си. Чистење, перење, Све. Во машина перате, имате машина? Да. Па правят синчето на кредит. Ја земавте на кредит? Да. Драги, и душата би ја дал, ке рече само да знае што сака да му каже ќерка му и секој миг го посветува неа. Ја носи во дневниот центар, одат заедно на пазар, иако срцето го стига што нема средства за да ја купи што ќе посака таа. Единствениот приход за живот нова семејство е минималната плата на Ѓорги кој е вработен како лице со посебни потреби и кога ќе земе плата ја дава на татка си за тој да распредели за што е најпотребно, откако прво 1/3 ќе ја дадат за лекови. Кога одите на пазар со ќерка ви, кога ништо ќе ви побара, тогаш како се чувствувате? Како може да се не секогаш добро, но Што ви бара најчесто? па сака пачки, сака тренерки. Сака како и другите деца да носат, да биде. Тоа е единственото задоволство на Без Ивана. Па да, маш тој да земеш, они децата плюс оди и во древен центар имаме тука. Малце да ја дадат, они се сите деца задоволни. Не само моето, например, за у центар. Значи, они сакат убав збор, знаеш, да може едно чоколадце да му даде, па они се задоволни. Но никогаш немате да му го купите ниту тоа чоколадце вие. Па сега во овај случај, тешко ема. Велите, не знам како дојдов до овој степен. Не знам. Никогаш не сум мислил. До кој степен сте дојдени, драги? Тоа што никогаш не сум го размислувал, дека може да дојде. Дека не ќе може да испаднам од дома, да не може да работам. Имаме нешто за име од село, така си стои. Жена се взимаше плюс постојана помош. Јас ги можеле сме да од земјата да обстанеме. Но ти не можеш да оставиш ќерката, не можеш да... Како ќе ја оставам ќерката? Како ќе ја оставам неа? Како може да ја помогне да побара бор, да побара нешто за јаде, за да иде до веце?
Ако не сме. Како купувате леп? Како се прехранувате? Јас претходно кажа, од синчето што работа. Каде работи вашиот син? Кога се работи? Па беше 8 години ќе има. 2014 ли беше така, за кога. Девојчето истото со центар ќе ги взимат. Каде работи синот? Во катастар. Кадастар. Како хигиеничар. Го примија во таква состојба? Па да, онели имаше 3 оглас за 300 деца со посебни потреби. Испадна среќа некако. Среќа, што го имате тој приход макар во семејството. Па да. Но тоа испаѓа дека вашите деца денес ве ранат. Да. И тоа ви е можеби најболно. Тоа тешко човек не да го каже. Тој што не е почувствувал, само може да рече како и што е. А како ви е животот? Тежок ли ви е животот дома? Тежот. Зошто? Јас земам 18,600. Со тие пари живеете? Со тие пари преживувате буквално? Купувате леп и се што е потребно? Се, и смети. И сметки плаќате? Јас многу пати, кога одам некои документи да спремам во социјалното, викам како... Прво се срамам, викам зашо доаѓам тука. Од парите на детето да постојува. Лекарство да земам. Ја не знам како... Може да замисли каков е, мислам, наш живот. Ние нема да останеме вечно. Ќе останат сами. Ќе бидат без пари, без ништо. Кога ќе земеш платата, што, ти ли пазариш, ти ли купуваш или татко ти? Ја пазувам, носим дома. Ти пазариш и носиш дома. Браво. После и парите оставам. Ги оставаш и парите, да се најдат во семејството. Ја ова, фризерот сам зема. Ти го купи фрижидер? А машината за перење која купи? Се ја. И таа ти, браво. И бојо. И булјарот. Значи, едноставно никој не е дошол за да дојде да прача како си, што си. Само тие избори кои се доведат, тогаш ќе да тапат по-рамо, ќе да тапат после. Никаде ги нема. Колку и да зборам. Можеш и книга да се напише, ама... Што корис од тоа? Мислам дека многу одамна не ви се случила убава работа во животот. Па и не. Кога последен пат сте бил среќен и насмеан? Не можам да се сетам. Велите, никогаш немам влезено во ресторани, во капана? Да. Зошто? Ќе треба да ги трошам парите на 10. А 10 години без речек, без никаков приход. Како да си го разболам? Но на секој човек понекогаш му треба мала оддишка. Да. 5 минути. Тоа одамна не сум го почувствувал. И тешко дека ќе може. Никогаш останувало ли во месецот некој ден без пари да останете? Да. Се случува. Секојаш некој пат ќе испадне некој непредбедени работи, некоја болест, некои лекови требаш,
да се земат необходно. Синчето таму са тие колеги што работят таму, позајмат му по некој дена. И кога ќе земе платата, рече го пола е потрошено. Колку давате месечно за лекарства? Болен сте и вие? Да, Веројатно овие 5000 се најмалце. 100 евра. Да. Веројатно овие стресови, сиот овој живот, 30 години и повеќе, придонесоа да имате и шекерна болест. Ви сте диабетичар? Да, 22 години. 22 години. Цело време на инсулинска терапија. Ништо не помага. Ќе ми кажат да бидеш смирен, да не се нервираш. Којто е свесен човек, ќе може да престане да не мисли, да не се нервира. Да го гледа секој ден се истиот поглед. Ќе дојде, например, внуката или сестрата, ќе поседе, жената ќе падне. Па за падне, што да правиш? Некој пат и ја не може да... Вие сте веќе изморен од се. Тоа месечно најважното го купувате со тие минимални средства што ги добивате. Па ништо. Ќе направиш манжак, пири. Грабче, леќе. Пипер, пастилјан. А кога ќе дојдеш дома, ручек има ли? Има. Кој готви? Тато. Татко ви го Аха. готви. Колку плаќате сметки месечно? Пете. 5000? Аха. Струја, вода, интернет, Се. се плаќаш. И телефоните. И телефоните. Браво. Сигурно татко ти е горд на синка кога те... Он земам бата, то не сум дома. Браво. Драги е веќе човек во години и во својата 7 деценија од животот најмалку мисли на себе и жали што животот му поделил лоши карти и не успел да се снајде за да им обезбеди поубава иднина на децата. Затоа ќе рече тој не може да даде дефиниција за среќа, но знае дека и сите пари на светот да ги има, нема да може макар и на еден ден да го купи здравјето на своите најмили. Затоа само се надева дека во остатокот од животот барем еден ден ќе ги види децата задоволни и среќни. Што би ве направило среќен, драги? Сега баш да ми каже ништо. Да, јас сум многу разочаран од се. Колку и да имаш, што и да имаш, кога го имаш во семејството нешто што не е, многу работа недостасува тоа ето. Јас мислам и цел град да ви го дадат. Ќе посакале само да ви беа здрави и живи децата. Секој се бори за тоа за да биде подобро. За да биде среќен. За да се почувствува, а таа среќа ја нема. Да се почувствувате барем малку стабилен. И да немате грижа на совест дека живеете и преживувате со парите од вашите деца. Тоа ми е најголема болка. Да се чувствувате немаќе неспособен. А морате да се работува што треба да се. Би и ги исполнувате ли условите да земете кога ќе наполните 64 години пензија? Да. Но до тогаш има уште 4 години, а до тогаш има многу да се преживее. Јас верувам дека барем некој може со пола работно време, вие сепак сте нели способен, ако може барем 4 часа да работите. Па да,
Со жената кој да- мора некој да има. И пола сат е многу за да биде сам. Може да се направи бега. Да. Тогаш само финансиска помош може да ве извади од калта во која се наоѓате да. Јас би рекол. Колку да ги имаш, што и да имаш. Ова не може никој да го смена. Дали ме разбирате? Пари како пари се би да ги имаш. Се троши. И се трошат, ама не можеш да постигнеш нешто. Таква е болест, што не може да се излечи. За да се подобре состојбата тешко. За жената мислам дека подобување ќе нема. Само може да биде полошо. Кога ќе дојдат празници, родендени, прослави, Мене секој ден ми ист. ниту еден ден не го чувствувате свечен. Нема расположение за такво нешто. Како можеме денеска да се чувствува едно, утре па ќе биде истото. Која среќа ќе биде таа? На што да се надевам? Цело време не знам што е среќа да ви кажам последните многу години. Брат ми посебно како се починал, од тогаш па скрос. Знаеш кога имаш малце подршка, некој Поинако е. поинако. Малце, ама барем знаеш дека имаш. Дека имате грб. Бака си сам на себе. Знаеш кога имате една болка во срцето. Това никој пат не испаѓа. Главата што е влезено и тоа не испаѓа. Сето преживеано, доживено, тоа остана. Никој пат не може да се забрават некои работи. Животот на вистина знае да подели лоши карти што ниту најдобриот играч не може да ги намести за да победи. На таквите луѓе не им преостанува ништо освен да ја намалуваат грижата од денот што минал и да се подготват за нови грижи што ги носи новиот ден. Таквите луѓе ниту имаат волја, ниту имаат сила да го сменат светот околу себе. Гледаат само да имаат доволно солзи во очите за да ја олеснат на душата и го живеат денот како да им е последен и како да им е се што имаат, зашто и на вистина тоа им е се што имаат тие. Видовме како живее тешко ова семејство, но уште едно семејство живее тешко. Уште едно семејство сака да го стави срцето на дланка. Ајде да го слушаме и ова семејство и да му дадеме рака за спас. Семејство е место каде животот почнува, а љубовта никогаш не завршува. За жал, 60-годишната туркан од Скопје го памети местото каде и започнал животот, но сака да ја заборави суровата сегашност во која, како што вели таа, е изневерена и протерана од најблиските. Пораснала во населбата Топанско поле во Скопје, во семејство од двајца родители, 3 сестри од кои таа е најмала и еден брат. Татка си го губи одамна пред неколку децении. Братот се жени и повеќе не знае ништо за него. Постарата сестра се мажи и сели во Тетово. Немалата сестра пак среќата неколку децении ја наоѓа во Германија.
Останува таа сама со мајка си во станот во кој го минала и детството. Мајка и пред смртта одлучува да го подари станот на средната сестра, под услов ако затреба таа секогаш да биде поддршка на другите две сестри. Подарениот стан е продаден и местото на живење заменет со стан во Тетово, но нетрпеливоста расте, а растат и проблемите помеѓу Туркан и средната сестра. Па еден ден оваа жена завршува и на улица. До денес, по низа перипетии ни социјалните установи, Туркан е припатена во шелтер центар во Скопје кој наскоро ќе биде затворен, а таа повторно вратена на улица. Се наоѓаме низ улиците во Скопје. Денес ќе ви раскажеме малку поразлична приказна. Приказната ќе ни ја раскаже Туркијан Бајрам, која што е разочарана од семејното насилство на најмилите луѓе, оставена е на улица и моли за помош. Добар ви ден. Јас сум Оливера, срце на дланка. Јас сум Туркијан Бајрам, драго ми. Не сум знаела дека до овој степен ќе ми дојде ситуацијата да од сопствените сестри не ме згрижат кај нив дома. Со едната дојдов во конфликт, другата не ме прими во својот дом. Сум на улица, а на улица не се живе. Сте преспивали под отворено небо? Точно сум преспивала неколку дена и на отворено. Страшно е, Господа не му даде на никого да ја доживе мојата судбина. Како е, Туркијан, да живеете на улица? Многу лошо. Многу лошо. Господ на никого да не му даде, на најголемиот пријател, ја што сум ја доживеала оваа судбина. Би била захвална да ми се помогне од страна на хуманите луѓе, општествените установи. Би прифатила во било кој град да живеам во Македонија, само да имам покрив на глава и да ги имам основните услови за живење. Никој до сега не успеа да ве згрижи, некаде да ве смести? Па бев во неколку овие шалтер центри од страна на социјалното. Тоа било се на одредено време. Сега истекува времето каде што сум сега моментално во Скопје, во шалтер центарот и после тоа нема каде да одам. Имате 60 години, Тачно. не сте работоспособна, но и да сте за малку кој би ве примил? Па да, годините сега за работа ги барат младите. Јас сум 60 години имам, стечаен работник сум, живеам со 9000 динари плата, со тие ги подмирувам основните работи за јадење, тоа се треба да водам сметка колку динар ќе потрошам, пари ќе потрошам, исто треба и лекарства да купам. Да може од некаде да можете со мајка ви да разговарате која почината, што би рекла? Ја да ви кажам, го молам Господ, викам на сон да им дојде на сестрите, да им каже да дојдат да ме земат, да ме примерат од улица, тоа го мислам. Викам да даде Господ да им мисле се секој ден во сон мајка ми и на едната и на другата, да имат милост да дојдат да ме примерат. Тоа го молам Господ секоја ног, секој ден. Се молам да ми помогне Господ и добрите луѓе. Туркан потекнува од 6-члено семејство каде слугата била императив на незиното детство и младост. Не знаеле за моje и твое, се било именувано со зборот наше, ке рече таа. Работите се менуваат по смртта на таткој. Братот, откако ќе се ожени, повеќе не знаат ништо за него. Се мажи и по старата сестра и се сели во Тетово. Средната сестра пак ќе побара среќата во Германија, а таа останува сама со мајка си во станот во Топанско поле, гледајќи се и грижејќи се двете една за друга. Сепак, работите ќе се сменат или може би заземат лош правец, денот кога мајки ќе одлучи станот по незината смрт да го подари на средната сестра која се омажила во Германија. Родом сум од Скопје. Живеев со мајка ми као пензионерка, а ја работев во Железара. Тука во Скопје живеевте како фамилија? Топанско поле, Топанско. Скопје. Ја имам 3 сестри и 1 брат. Брат ми се ожени, се одели од нас. Сестрата поголемата исто така се омажи, се омажи и мислам во Тетово. И останавме средната сестра со која што дојде во конфликт и јас. И она исто така се омажи
замина за Германија, меѓутоа не и се падна добро приликата. Вие останавте сами со мајката? Останав со мајка ми како пензионерка, инвалидска пензија зимаше од татко ми. И вие работевте? И ја работев, мислам, меѓутоа каде што работев во Железара као издавач на алат, ова беше при крај, фирмата одеше кон стечај и не беа добри примањата. Сепак зависевте и од таа инвалидска пензија од мајка ми, да. Како дете, кога бевте млада, Да. какви ви беа односите со сестрите и браќата? Многу се слагавме, мислам. Сложно семејство. Да. Се помагавме еден со друг. Се слагавме, кој имавме проблеми, она ќе ми помогне, ја ќе и помогнав. Бевме супер, еден за друг бевме, и брат ми, и сестра ми, и јас исто така. Меѓутоа, по смртта на татко ми, кога брат ми беше оженет брат ми, татко ми тогаш он беше болен, татко ми одеше на хемодиализа 8 години. Од братот не побаравте помош? Братот, да ви кажам искрено, откако се ожени, немам контакт со него. Ниту знам каде, ни дали е жив, ни дали е мртов. Секаков контакт со нас се раскина. Потоа сестра ми, пошто бракот и пропадна, она се врати во Германија и немаше од што да живее. Од Германија се враќа во станот каде што живеевте со мајката? Да, немаше од што да живее, настојуваше за Германија да замине, на некој начин да просперира. И она замина таму, ја останав со мајка ми во станот. И пред да умре она, станот она одлучи, бидејќи ја работев тогаш, другата сестра беше мажена, брат ми оделен, и бидејќи ситуацијата на средната сестра со која што бе во конфликт не беше запослена, не се знаеше каде ќе живее, нема кров на глава, и она одлучила станот да и го подари на сестра ми како поклон. Вие се согласивте за тоа? Меѓутоа советување, ако нешто имаме проблем јас или големата сестра, дека ќе не прибере во станот. Uz тој услов тоа го направи како поклон, го поклони станот. И после тој стан она го продаде со тие пари и пари од себе додала. Купивме стан во Тетово, ни одговараше дека сестра ми тука живе во близина, родителите ми починаа, немавме некој контакт многу со роднините, да сме поблиску и до сестра ме, и цената ни одговараше, ни се допадна станот, дојдовме во Тетово. Ја седев во тој стан, од работа излегов, бидејќи фирмата ни отиде под стечај. Седев во тој стан, а сестра ми замина за Германија и таму се омажи. Најде прилика, се омажи. И тука живеев јас, меѓутоа примањата ми беа многу ниски, едва и преживеав како ова стечаен работник, не ни дава, 3 месеци само примавме некоја сума на пари, од социјално толку беше, меѓутоа не можеше да се плати ова струјата, водата, и сестра ми праќаше од Германија преку другата сестра, и на тој начин, мислам, се одржував колку да имам за една живеачка. Во тие лоши месеци, години што траеле, години. Зависевте од таа сума што сестрите ја праќаше. Да. Туркан живее во станот на сестри во Тетово. Рационално ги троши минималните пари како стечаен работник, а и помага и сестри праќајќи средства од Германија. Останувавте ли некогаш без храна? Па настојував рационално, се што ќе купев се рационално да употребам. И она ми издржуваше. После 30 години, она работеше таму во некоја фирма, меѓутоа и таму фирмата пропадна и се реши да дојде во Тетово после 30 години. Повремено доаѓаше она тука, ме посетуваше и се враќаше. И после 30 години одлучи да се врати во Тетово, за стално да живее тука. И од тука почнуваат конфликтите. Кога се врати, веќе не сакаше да сум во куќата, почна психички и физички да ме малтретира. И еден ден дојде до конфликт,
така изби конфликтот и ја морав бе принудена да ја не се издржуваше незиното психичко малтретирање, а и физичко 2 пати физички ме нападна и ја пријави во полиција. Дојде до спор. Во спорот се реши дека е она крива, обвинета, јас сум ослободена. Се одвиваше таа расправија со суди, она отиде се пријави самата во милиција и призна дека е виновна. Дојде социјалниот работник, ме зема и требаше да одам во некој шелтер, центар. Меѓутоа, бидејќи беше ноќе, требаше некои формалности да се завршат. Отидов кај сестрата што живее во Тетово, поголемата, решивме таму една ноќ да преспијам. Што ви рече таа? Она ме прими, рече добро, ако е за една ноќ, ја примам таа поголемата сестра. Но не може повеќе да ви помогне. Да. И ме приме една ноќ. Меѓутоа, во шалтер центарот рекоа дека немат да примат луѓе дека се зафатени со други жртви и рекоа уште 2 дена, па 3 дена, бидна 7 дена. И она потпишала изјава на социјалниот работник дека прифаќа 7 дена да сум кај неа, после 7 дена веќе не сака да сум во нејзиниот стан. Не се случува и дали ја препознавате? Не верував, да ви кажам искрено, дека од незе ова ќе ми се случи. Мислев дека она мене очите ќе ми ги затвори, ја незе очите ќе ги затворам до смрт. Бев многу изненадена, а имавме многу, се слагавме како сестри. И од женскиот центар во Тетово ме однесоа во еден стан. Таму 2 недели седев. После 2 недели рекоа дека веќе не можат да ме држат, да си најдам чарето. А кај ќе најдам чарето? Јас сум стечаен работник, примам 9000 динари доход. Од тој доход сум хронична терапија примам. Имам очен притисок, шекераш сум. Притисок имам, спандилоза. Од тие средства ја ги купувам лековите и храната, и тоа најосновно што ми треба за живот. Не сте способна да исплаќате кирија за стан? Не сум способна, не сум со тие 9000 не можам да излезам на крај. Нема кирија, толку ефтина, второ би останале без лекови и храна. Да, точно. Ја отидов до градоначалникот на општина Тетово да се жалам дека немам, на улица сум. На улица не се живее. Еден сат не можеш да останеш. Сте поминале ли на улица? Да, поминав. Сте преспав една ноќ и пола ден. Тогаш како ви беше? Како тогаш? Многу тешко, многу тешко. Господ на никого да не му даде ова судбина што мене ме снајде. На никого, на најголемиот непријател не му пожелувам. Да побарам сместување. И они ме понудија една соба, таа соба што да ја видите, тука ова животно да затворите, куќе не може да живее, а камоли човек. Условите беа многу катастрофални, немаше вода, немаше каде да се сготви, не беше топло, прљаво, имаше 3 кревети, креветите се скршени, купатило каде да одржуваш, основни услови за живење немаше. Тоа таму да одиш, да умреш и од таму мртва да ме извада, така беше лоша ситуацијата. И ми ветија дека тука 2 месеци да останам од општината, после 2 месеци дека ќе ги направат документите за да ме сместат во старски дом, пошто имам 60 години. Тоа ништо не направиле, само останало така, ме мателе. И нема што да правам. Јас отидов, повторно се вратив во општината и тука до вратата во општината што имаше клупа со се стварите што ги имав од станот, основни ствари. Ова цела ноќ седев, не сум спиела и утредента и гладна веројатно. И гладна, да.
И утредента исто така уште пола ден поминав и после тоа дојдоа од социјално исто така службенички, не знам кој дали им јави ова портиро што беше од општината и дојдоа они и ме презедоа со цел да не останам на улица, да ме соберат негде каде одам. И одлучија да ме однесат у ова клиничка болница во Тетово на интерно оделение, таму 3 дена седев. И рекоа дека со обеќајне ќе дојдат, ќе ме земат и ќе ме сместат во старски дом и таму веќе работата да е завршена, проблемот да не лутам, да имам покрив над глава. Но и тоа не се случи. Но и тоа не се случи, се останало на збор. Отидов кај сестрата што е ова од Тетово, 3 пати отидов кај неа, побарав помош и викам ќе седам кај тебе, како ќе речеш така ќе биде парите што се ќе ти ги дадам од као стечај работник што ги примам, само за лекови ќе земам, како ќе речеш ти така ќе правам, ќе почитувам правила во куќа, се што ќе кажеш ти, не ме прифати. Пошто сум избркана од таму, отидов во мојата зграда, каде што ни е станот, нема кај да одам пред општина, ме брка полицијата, да одам пред некој јавен објект, одам за да ноќе некој не ме нападне, има разни наркомани, силеџи, одам на некои видни објекти за да не бидам нападната. Меѓутоа во јавните објекти никој не сака да им стоиш пред објектите, брка милицијата, брка. И што да правам после тоа? Отидов каде што живееме во улазот тука, еден комшија ме прибра и ми рече што е работата, му објаснувам вака и вака. Вика, ај ќе покушаме нешто да направиме, вика да збориме пак со социјално, да ти помогне, вика заедно со сопругата. Господа му даде 1000 добра, многу ми помогнале, таа ног ме прибра. И утредента отидовме во социјално и социјалното вика нема чаре, вика шалтерите, тие центрите за примање на жртвите, вика се преполнети, нема, вика кај да те прибереме. И што да правам, отидов пред еден хотел, таму стоев цел ден. И околу 5 сато дојдоа социјалните работници, ме зедоа и ме донесоа тука, во Скопје, во шалтер центарот. Еве неколку дена како сум тука, меѓутоа ми истекува рокот веќе на престој во шалтерот. До кога ви е рокот? Рокот ми е овие денови, треба да го напуштам и повторно сум на улица. Само со животот го имам и само тие 9000 динари што ги примам. На улица не се живе. Покотво сега зимно време, многу е тешко. Секој ден ми е тешко да ви кажам. Многу тешко ги поминувам деновите. Многу е тешко да немаш кров над глава. Господ не никого да го не остави прво здравието, па после тоа домот да го имаш. Веројатно еден ден ви е 1 година. Како да не тешко ми поменуваат, секој ден ми е тешок. На ништо не се радувам. Само мислам на тоа да имам дом. Кога би се средиле, а верувам дека ќе се средите, мора да бидеме позитивни и да мислиме позитивно. Би им простиле на сестрите? Не, никако. Не оставиле место. Во најтешкото ме оставиле. Они да седат дома, во топло, да јадат, а ја да сум на улица. Никогаш нема да го заборавам ова што ми го направиле. Да ме остават на улица. И едната и другата. Како можат така да седат дома, да јадат, да седат мирни, а знаат дека имат човек надвор. Веројатно вие на нивно место тоа никогаш не би го направила. Не би го направила, се што би имала би делила со нив до последно. И затоа ги молам сите хумани луѓе, сите општествени установи, на било кој начин да ми помогнат, да најдам кров над глава да имам, каде што ќе спијам, јадам, ќе се бајнам, не барам многу, да имам една собичка со основни услови, едно купатило каде ќе одржувам хигиена, толку.
Многу ќе сум им благодарна. Утрешниот ден не ни е ветен, денешниот трае многу кратко. Ни останува само љубовта од семејството. Затоа да се сакаме и да се почитуваме безрезервно, да минуваме време со семејството и да бидеме сложни, зашто кога се имаме едни со други, имаме се, и зашто љубовта на семејството е најголемиот благослов во животот. Никогаш не треба да се предаваме на учеот. Учеот е тука сега, но тоа не значи дека вечно би бил тука присутен. Затоа треба да се надеваме и да веруваме во подобро утре. На подобро утре се надеваат и двете семејства кои имаат соништа и кои веруваат во хуманост и добрината на народот. Сега времето е на нас. Раката за спас треба веќе да ја подадеме, да им помогнеме на двете семејства, затоа што нашето малку некому може да значи се.